Здраво, здраво на гледачите на Имнет, еве на во уште една лајв дружба. На моја огромно задоволство, денешна моја соговорничка станува збор за девојка која што можам да речам дека буквално живее за музиката, кој дава можност на многу дечиња да ги покажат своите музички вештини, која можам да кажам дека остава трага на подот, станува збор за инструктор Ана Марија Адраманова, во Урбан Кру. Здраво, Ана Марија, и ти благодарам за прифатената покана за да гостуваш во денешната моја лајв дружба на Емнет. Добар ден и од мене до сите. Благодарам Надица на тебе и на Емнет што ми овозможите да бидам дел од вашата програма. Како си ми? Супер. Можам да кажам дека сум добро. Ти како си? Одлично сум јас и многу ми е мило што ве неколку минути ќе можеме заедно да помоабетеме, да видиме што има ново, како ти се справуваш со сета оваа ситуација која што за жал не засега и сите нас. Но тоа да го ставиме малку за подоцна. Кажи ми сега, бидејќи многу ги интересира како ја започна ти сета оваа професија, од кога Ана Марија почна да се занимава со музика, што беше она пресудно за да се занимаваш со музика? Па, со музиката и со танцот се занимавам уште пред 11 години. Започнав да играм во едно студио, како сите други што се запишаа и игравме. Потоа, за жал, се затвори тоа студио, па одлучив да продолжам сама. Си формирав своји групи, каде што и ден денеска ги држам часовите и супер ни оди одлично. Така, дали пред да ги групираш овие групи, нели да направиш свое катче, да речам, дали имаше некоја трема, дали имаше некоја двумица што и како ќе биде, како ќе се представам, па како сето тоа ќе се организира? Искрено да ти кажам, не се ни надевав дека можам да стигнам, да кажам, толку далеку. Значи, најпрвин ги формирав групите чисто онака рекреативно, да играм и јас, пошто имам голема желба. Не се ни надевав дека ќе одеме по надпревари, дека ќе освојуваме толку награди, но со текот на времето ептен имавме големи успеси и се повеќе и повеќе деца го засакаат танцот и гледам дека се запишуваат во нашето студио. Така, колку време постои? Од 2014 година, значи еве сега веќе 6 години како ги држам часовите за танц. Одлично, и уште многу години да ти се множат. Кажи ми, Ана Марија, колку, на која возраст се поделени дечињата? Која возраст може нели да се запишуваат? Од 4 годишна возраст па нагоре децата можат да се запишуваат кај нас. Нормално се поделени според групите. Од 4 до 8 години се најмалите, односно мини кидс. Од 8 до 12 години се поголеми деца веќе, children, и над 12 години се јуниорите. Значи, според тоа какви кореографии правиме, се децата сместуваат во која група спаѓаат. Така, има многу дечиња, многу различни карактери. Како ти се справуваш со сето тоа? Па, искрено, значи, за да бидеш еден инструктор по танци, да водиш така поголеми групи на деца од различна возраст, едно 4 години, друго 12, сите имаат различни карактери и мислења, само треба да бидеш многу стрплив, да ги слушаш внимателно. Слушаш внимателно, на секое дете мора да му се посвети посебно внимание и сите чекори мора да му ги покажеш со многу љубов, прецизно, за да може тие да сванат и да можат да продолжат да го сакат тоа што го играат и да успеваат понатаму со танцот. Така, колку време ти одземаат кореографиите? Дали е тешко да се направи една кореографија? Нели велиме дека има како една изрека дека музиката те води, нели? Колку е сето тоа тешко и напорно? Точно е дека музиката те води, ние секогаш го слушаме ритмот по кој што играме, ама јас секогаш пред тренинг саат-два се припремувам или дома или во сала пред да ги пречекам децата, смислувам кореографии, веќе претходно имам смислено на кои песни ќе играме. Значи дневно саат-два секако ми треба пред тренинг за да можам да си направам една програма според која што ќе течат часовите за тој ден.
Така. Кажавме дека има и многу награди за тебе, па која е награда ти е онака најдрага? Па, мене сите награди ми се драги, значи не можам да одвојам така најдрага, но еве највозбудлива ќе издвоам една, пошто бевме во Србија на еден надпревар Така. и чекавме цел ден за да настапуваме, бидејќи се одеше само според возрасти, според категории. Настапувавме во 9 саат од ноќеска, бевме таму од Сабајле, бевме во исчекување и после толку сати чекање по голема конкуренција која има во текот на целиот ден, ние го освоивме првото место. И бидејќи тој надпревар ни беше прв надвор од државата, можам да кажам дека беше стварно највозбудлив за сите деца и за мене. И уште една награда ми е така драга, со Зоран Илиев и Анабела на Макфест 2017, кога победија, значи ние беме дел од нивната сценографија, позади нив игравме и тие освоија прво место, каде што мислам дека и ние многу добро се покажавме на сцена на тој настав. Така, значи има одлични спомени и преубави кои што можеш еве така да седнеш и да си да го вратиш филмот назад и да се присетиш на сите оние доживувања заедно со дечињата. Ана Марија, знаевме дека нели секоја професија носи свој товар и дека некојаш знаеме да се разочараме или да се разочараме кај некои луѓе, да помислиме зошто вака, зошто секогаш постат некои негативни нели коментари. Како знаеш ти да се справиш со сето тоа? Како ти реагираш на одредени ситуации? Па, јас прифаќам критики од секого, значи негативни коментари може да има, значи секогаш ќе ги прифатам и негативните коментари и некогаш и од грешките се учи, значи секој човек прави грешка. За понатаму во животот да знам каде сум погрешила, што можам да сменам за утре други ден да не ја направам истата грешка. Така да како инструктор и како раководител на студиото, никогаш не сум се навредила ако некој нешто ни каже, дека ни фали или дека не сме успеале во тоа. Значи секоја критика е за мене позитивна. Така да, значи треба да се цениме самите себе си и да веруваме пред се во нас, за да можеме да нижиме успеси, нели? Да. Јас пред почетокот на оваа лајв дружба нели споменав дека со оглед на ситуацијата кои што се наоѓаме нели со COVID-19, дај Боже нели се да се среди, да биде се добро. Знаеме дека многу потешко ти нели донесе во дел од професијата. Знам дека ти ги држеше часовите нели онлайн. Ајде околу тоа, како беше, дали беше напорно да се направи кореографијата, дали во групи бевте или на секој одделно, како ти се справи со сето тоа? Па, уште на 10 март, кога најавија дека школите од 11 ќе бидат затворени, одма затворив минија, бидејќи сепак работеме со деца. И искрено да ти кажам, тоа го сметав дека ќе бидеме затворени околу 2-3 недели, додека се смири вирусот. И така и кажав и на родителите, и на децата, ќе имаме пауза од 2-3 недели да се смири ситуацијата и ќе продолжиме. И така си чекав до крајот на март, гледам дека ситуацијата не се смирува, дека станува уште полошо, дека школите нема да отворат, со тоа не отвараме и ние. И веќе почетокот на март одлучив да ги соберам децата и да почнеме со онлайн часови, бидејќи многу долг период видов дека не чека, каде што ќе бидеме отворени, нема да можеме да се собираме и слично. Имаше деца кои што се согласија да имаат онлайн часови, имаше некои кои што не се согласија, бидејќи не е исто, значи многу е лошо онлайн, особено ние што работиме со танц, значи како прво мене како инструктор они не можат да ме гледат како што ме гледат во сала, значи ме гледат на многу тие чекори, Да, па имат грешки со левата, десната страна, подруго се гледа преку камера. Но имав многу напори и сакав тие да бидат активни децата, ги приклучував 2 пати неделно, колку што може кондиција малку да работат, правевме вежби, смислувавме некои кореографии, за да биде интересно и на нив, да можам и јас физички да бидам активна и тие. На помалите и праќав видеа од мене да учат, поголемите ги приклучував на Zoom,
апликацијата. Тоа го правихме некаде до кај јуни, средината на јуни. Потоа, бидејќи веќе почнува летото, сите кој каде почнува да одат, веќе и се опуштија луѓето искрено. Да. Ја прекинавме таа онлайн комуникација, имавме напори да добиеме протоколи за да почнеме во сала со работа или на отворено и веќе крајот на јуни ги добивме протоколите за работа. Добра. И во сала и во отворено и решив од 1 јули да започнам со часови. Искрено летно време, јули-август не водиме часови, бидејќи децата се на распуск и сакат да си одмарат. Да си имаат свој одмор, да. Но мислам дека ова од 4-5 месеца на децата и дојде ептен голем одмор. И поради тоа од 1 јули започнавме со часови. Имаше луѓе кои што ги пуштија децата на часови, други се придржуваат уште кон тие мерки, што е нормално, секој родител е различно, со различно мислење. Со оглед нели на ситуацијата, како што кажавме, се надеваме нели дека сето тоа ќе помине, знам нели дека се придржувате кон препорачаните мерки. Дали од почетокот со кое мислење си сега во однос со оваа ситуација? Дали во тебе предизвика некаква паника, страф, мислење па кога ова ќе заврши, придржување нели кон сите мерки кои што тоа е и најдобра одбрана за заштита од COVID-19? Ако се придржуваме за мерките и ги почитуваме сите, значи мислам дека нема потреба од паника. Јас како инструктор во салата ги почитувам сите мерки. Значи на вратата на секој дете му се мери температура, дезинфекција се прават на раците и на нозете, детето влегува со маска, не користат сооблекувални, значи се сооблекуваат во посебно одредено место на влезот, да си ги соблечат патиките, да си ги стават во посебно кесе и си застанува во своја одредена квадратура, значи помеѓу децата има 2 метра растојание. Има деца кои што вежбат со маска, бидејќи самиот родител одлучува дали детето ќе вежба со маска или не. Според протоколите децата не треба да вежбат со маска, туку само ние инструкторите. Но секој родител си одлучува за неговото дете како ќе вежба. И мислам дека нема потреба од паника и да се плашиме. Значи, толку кои се почитуваат мерките, нема потреба од плашење. Така, да. Знам дека некој од нас се опушти многу, но се надевам дека секој е свесен од нас дека треба да се почитуваат препорачаните мерки, преценели за самите себе, за нашето семејство, па и за другите околу нас. Ана Марија, кажи ми што она кое што сакаш да го пренесеш на децата? На секој дете, особено во оваа ситуација во која што се наоѓаат сега, да поминуваат многу помалку време пред телевизорите и пред телефоните, бидејќи многу влијае на нивната психофизичка активност. Значи, повеќе бидете физички активни, нормално со почитување на мерки, без разлика дали ќе одете сега и да спортувате во некој спорт, гледате тоа да го направите со пешачење, со вашите блиски, родители, браќа, сестри. Поминувајте, бидејќи времето е сега убаво, поминувајте повеќе време надвор, играјки си, значи повеќе да имате активност отколку лежење, седење пред телевизори, пред телефоните. Така, сега знам дека, добро, можам да речем дека сега имаш малку повеќе слободно време, па како ти го организираш своето време? Имам слободно време, ама не до толку, бидејќи сега ми отземаат многу повеќе време часовите, бидејќи ако имав тогаш неколку групи, бидејќи беа по повеќе во група на часовите, сега ми се поделени во сала од 7 до 8 деца. И затоа имам многу повеќе групи за да можам да ги поделам децата и да можам да постигнам на сите часови. И затоа мене сега времето со корона кризата ми се малку искрати, ради тоа што одам и повеќе сати во сала, но секако преку ден имам некое слободно време, да можам да подизлезам, да завршам некои активности, да се видам и со фамилијата и така. Така. Значи можеме секогаш да најдеме време за се. Да го правиме онако што нам не исполнува. Така. Тоа мислам дека е важно и дека можеме да најдеме нели време. Кажи ми, совет за среќен и исполнет живот.
Па, Што би им препорачала? оваа ситуација како што се наоѓаме сега, за да имаме среќен и нормален живот, значи треба да почнеме да живееме нормално. Значи треба да се навикнеме дека ние ќе излегуваме уште многу подолг период со маски и ќе држиме дистанца, но мислам дека треба едноставно да се пушти луѓето, да ги пуштат луѓето да живеат нормално. Значи со почитување на мерките, мислам дека и бројот може да се намали и да функционира сите институции, приватњаци се, значи во нашата земја. И тоа е мој совет, значи да почнат луѓето да живеат нормално, со маски да излегуваат, да прават дезинфекција на раце и ако функционираме нормално, почнеме да излегуваме, да гледаме како работите се движат во нашата земја, дека сепак ќе почнеме да се враќаме во нормала и да бидеме среќни. Во одлично го кажа, навистина. Се сложувам со тебе. Кажи ми, и при крај на оваа прекрасна лајв дружба, сега не можам да речам планови за воиднина, затоа што не знаеме нели што не чека, но дали имаш ти некој план, како сега нели веќе имаш формирано групи, веќе знаеме дека се држи според препорачаните мерки, знаеме дека нема да има нели надпревари, па кои се твоите планови? Што како за понатаму? Јас ќе продолжам да ги водам часовите, се додека се надевам дека нема да ни забранат еден ден пак. Планови имавме многу. Значи, утекот на оваа година, до крајот на годината, до пред нова година имавме веќе и одредено на кои надпревари ќе одевме, бидејќи ние се спремаме за надпреварен на година претходно и знаеме веќе дати и денови кога ќе одиме. Но сето тоа за жал се одложува. Имавме секако план за крајот на годината, новогодишен концерт. Ако не се среди ситуацијата, не верувам дека ќе се среди, нема ни тоа да се одржи. Така да за жал не можам ништо да кажам до следното лето. Ова лето го испуштевме и летниот танцов камп во Охрид, каде што имаше заинтересираност голем број на деца. Требаше да одеме во месец јули, но за жал и тоа се отложи. И се надевам дека наредно во лето ќе се среди се и ќе можеме конечно да отидеме за прв пат на таков танцов камп, каде што се надевам дека ќе си поминеме многу убаво и сите деца ќе бидат и среќни и после целата оваа ситуација. Се надеваме дека наредната година ќе ни биде уште подобре, уште поубаво и сето ова ќе биде како еден кошмар за нас. Ана Марија, да кажи ми дали сакаш некого да поздравиш? Па сакам да ги поздравам сите членови на моето студио, значи сите дечиња да ги поздравам, и оние кои што прават пауза сега, и нив да ги поздравам. Се надевам дека наскоро ќе се собереме сите конечно и ќе си продолжиме нормално со часовите. И поздрав до сите гледачи кои што ја следат Mnet, те следат тебе, Надица. Така. Ти благодарам многу. Ние еве не можевме да испиеме едно кафе заедно, да се изгушкаме како што знаеме, но се надеваме дека сето ова ќе помине, дека ќе можеш повторно да дојдеш во нашето студио на Mnet, за вака поубаво да си помоабитеме, да позборуваме за некои нели убав твои идни планови, нели, реализирани планови. Но сепак ти благодарам што беше дел од оваа лајв дружба. Што ти посакам, знаеш, ти го посакувам само најдоброто. Чувај се, па се гледаме повторно, до нашиве гледачи ви благодариме за вниманието и ве поздравуваме со Ана Марија. Чао, чао и чувајте се.